дали ти си има нешто остварено во животот онака што баш силно го посакуваш? Па тоа што го посакувам, јас не би го некако ставила како манифестирање, не би го дефинирала како манифестирање, туку едноставно тоа ми било желба и сум го посакувала и сум работела на тоа. И кога работи човек на нешто, кога тогаш, дали повеќе или помалку, ќе му се оствари. А манифестацијата би ја дефинирала како нешто кое што за кое што се користат некои, да кажам, аспиративни мисли, кои што ги земаме ние да ни бидат тие, да ни се остварат. Ретрограден Меркур, значи толку ми го уназадува животот, не можам да ви кажам. И секогаш кога ми се дешава нешто лошо, Меркур е крив, верувајте ми. Треба да се погледне твојата натална карта, да видиме кај е позицијата на Меркур. Знаете да гледате во натални карти? Не знам јас. Јас не знам. Стварно? Тама не Не си се кажувајте на изјаснила да се. Па има нешто. Зашто знам ова? Да, има нешто поврзано, натални карти, манифестирање, не знам уште што, тие гуруата, нели, тоа го се спаѓа под спиритуалност Да. и реално универзумот и енергиите велат дека што принесуваш како порака, тоа ќе се исполни. Точно она што го посакуваш, точно ти се случува. И точно како која енергија ја даваш, таа ја добиваш за Но возврат. приметено дека има некои работи од кои сум се плашала дека ќе ми се случат, ќе ги помислам. Тоа сакам да ти кажам. Тие ми се случуваат. На мене не ми е проблем овие двајца да ме уапсат, као немам никаков проблем. Те уапси ја признам. Вечерта се возиме у полициска кола и другарка ми седи до мене и ми вика: "Ти не си тачна", вика. Јас живеам 20 години во Америка, вакво ништо не ми се случило. Ти денеска рече, вика, дека сакаш да те возат со полициска кола и вика, се возиме. Шо ми треба? Ќе биде нешто лошо, супер мирен ми е животот, зашто се замарам да излезам од дома, да упознавам некој. И Андријана ме кара. Јас сум била многу пати изгорена и се уште верувам дека постојат добри луѓе, се уште барам да го најдам на светлото во темното. Спонзор никој со алкохол ако може да влезе во подкастов. Ја ќе ја искористам оваа прилика. Да замолам некој од винариве што ме гледаат. Нека се јават, ќе се договориме, затоа што ја вакви теми на кафе, Пакет вино за веруваш во почеток. љубов? Пакет вино за почеток. добро. За секој од нас има Душа човек, близна. да, кој што е Тој е близнак. како сродна душа. Сродна Тоа е душа, како- точно. Втората ти. Ти, втората половина од нас. Точно. Ете така. Имам читано. Таа И првата книга- приказна е На таа Сум книга плачела. сум плачела. На почеток врската сака да ја основа врз база на секс. Да, апсолутно Да. се слугувам. Значи, Служам со тебе. прво појавување, не знам како се дозволуваат уствари Точно. таков пристап. Ме разбираш, ако веќе па и да е за тоа, мислам дека е многу ниско. Низок Да, удар. ниски страсти се тоа. Исплашена сум, меѓутоа уште повеќе сум возбудена од магијата на првиот бакнеш. Првиот состанок, затоа што вика, размисли само колку е убав тој момент за прв пат кога ќе се бакнеш со некој. И постоја не се повторува веќе, тоа е само првиот пат. Да. И ако имаш среќа ќе ти се случи само еднаш и таа личност ќе остане со тебе за секогаш. Ама сега веќе ова кога се случило, барем гледај на светлата страна, барем ќе имаш втора, трета шанса да ја почувствуваш таа магија на прв бакнеш со некој, на прво излегување, вика, сето тоа е возбудливо, сето тоа е интересно, сето тоа си викам, знаеш колку убаво дава надеж, па да, Точно, дава добра надеж. идеја. Дефинитивно, да. Јас дури имам другар кој што пред време ми кажа што ќе ми пише дечкото. Да ми го позаемиш и тој другар. Да, и секогаш го со прашувам погледот. за совет. Секогаш го прашувам за совет. Епа, хелоу, дечки. Ева, хелоу, дечки. Хелоу, Стојне. Здраво, здраво. Здраво, Стојне, добро ни дојде. Уна е Добро ме збунета што е најдов. со хелоу што се развика. Не, тоа ни е стартот на секој подкаст, иначе. Да, ве гледам, ве пратам. Ете. Ја имам потреба да објаснам само нешто, конечно заборавив да објаснам. Дека подкаст, од има нели коментари дека Така е. водителката Така е. е престанала да збори. Ги читаме коментарите. Ние конструктивни критики прифаќаме. Значи луѓе подкаст нема водителки. Тука си правиме сите муабет. Да, Што да. сакаш може да си Се прашаш, надопомнуваме. да си кажеш. Така. Да. Не е никој никого прекинува или оваа белото не престана да збори или слично. Така е. Подкаст е да си кажеме кој што си имаме мака и да си оиме дома. Значи го разјаснивме тоа. Стој некако не си. Готово. Ова не е водителско, него онака чисто ме интересирате, немам видено 2 дена. Да.
Добра сум, малце периодов ми е хаос со што се настапи, што со емисии, се нафатив да бидам жири во едно талент шоу наше, Пат до звездите, и малце ми е сега Како нека има агендата работа. фул, да, Ке ама добра е, преживееш, ама да. сигурно си го повикувала тоа некако. Си посакувала некогаш да ти се деси такво нешто. Па може би. Може би, да. Тоа ти е денешната тема. Шуба ја отвори. Успеав. Еве таа ќе најави Што денешната сега ти тема. почне добре си? Добро, еве за денешна тема ја имаме манифестирање. Како ние уствари се како го подразбираме манифестирањето, дали ни се остварува се оно што имаме замислено. Да не почнувам јас, дали ти си има нешто остварено во животот онака што баш силно го посакуваш? Па, тоа што го посакувам, јас не би го некако ставила како манифестирање, не би го дефинирала како манифестирање, туку едноставно тоа ми било желба и сум го посакувала и сум работела на тоа. И кога работи човек на нешто, кога тогаш, дали повеќе или помалку, ќе му се оствари. А манифестацијата би ја дефинирала како нешто кое што за кое што се користат некои, да кажам, аспиративни мисли, кои што ги земаме ние да ни бидат тие, да ни се остварат. И тоа некако мене не ми е баш, не знам, парадоксално Не веруваш во тоа? ми е, да. Па не верувам. Може би има густинка на тема манифестација, но од стартика не веруваме тоа. Па добро, секој си има право на да, мислење. може би не знам, кога станува збор еве за да размислуваме позитивно, зашто нели како велат, какви мисли таков живот, Така. може би за тоа до негде се сложувам. Да, така е, ама не може ние цело време да, како да кажам, да сме позитивни и така да размислуваме. Многу работи ни се случуваат кои што на некој начин ни ќе надопрат и ќе ни го расипат и расположението, така да не можеш Меркур е ти... крив. Кај мене Има нешто. секогаш е Меркур крив, ретрограден Меркур, значи толку ми го уназадува животот, не можам да ви кажам. И секогаш Дебре. кога ми се дешава нешто лошо, Меркур е крив, верувајте ми. Треба да се погледне твојата натална карта, да видиме кај е позицијата на Меркур. Не Знаете да верувам гледате во тие во натални работи. карти? Не знам јас. Мене Јас ми не е знам. хоби. Стварно? Тама не Не си кажувајте се на изјаснила да се... Па има нешто. Зашто ја знам ова? Да, има нешто поврзано, натални карти, манифестирање, не знам уште што, тие гуруата, нели, тоа го... Се спаѓа под спиритуалност и Да. реално универзумот и енергиите велат дека што принесуваш како порака, тоа ќе се исполни. Ама јас би се согласила овде со тебе дека работите што се постигнуваат во животот и ја, например, кога ќе си вратам на назад, не сум ги постигнала со манифестирањето, еве, например, сакам јахта, јас станувам секој сабајле и си викам, сакам јахта, ама ја јахта немам, ни бродче немам. Ама чекај. Ама 20 години ја барам таа јахта. Па не знаеш кога, чекај. Па не знаеш, може ќе дојде. Стрпливо, А од она што трпение. сум го зацртала, ми се исполнило баш така, затоа што сум почнала да работам на тоа и сум дошла до тоа. Значи ти си го посакувала тоа, си сакала да стигнеш до моментот. Значи не сум јас не сум стручна на таа тема да зборувам, меѓутоа можам да кажам по мои примери. Мислам дека точно она што го посакуваш точно ти се случува. И точно како која енергија ја даваш, таа ја добиваш за Имам возврат. приметено дека има некои работи од кои сум се плашала дека ќе ми се случат, ќе ги помислам. Тоа сакам да ти кажам. Тие ми се случуваат. Знаеш, на подсебно нешто нема да Тоа е се некое, случи тоа. може би и предчувство. Така, па Да. тоа е тоа манифестирање. Ти уствари со тие негативни мисли ти го посакуваш. Си го привлекуваш. Леле, не дај Боже да на ми се некој случи, ама тоа не дај Боже да ми се случи, тоа е веќе пуштање во како ги викате отварање на чакри или појма немам, го повикуваш лошото. Не дај Боже да ми се случи, ти веќе го повикуваш лошото. Само ова не мислам ќе ме убија другарка ми за приказнала, ама зна манифестација која правиме муабет. Кога бев во Чикаго и многу имаат секси полицајци. Значи, не дека нашиве се лоши, меѓутоа нивните се сите баш спремни и се во форма. Многу. И поминуваме ние со другарка ми покрај полициска кола, полицајците стојат надвор пред кола, плюс кола, ова е некој джип добар, они двајца добри, ај викам на другарка ми, мене не ми е проблема вие двајца да ме уапсат, као
немам никаков проблем. Те уапсија, признам. Вечерта се возиме у полициска кола и другарка ми седи до мене и ми вика, ти не си тачна, вика, јас живам 20 години у Америка, вакво ништо не ми се случило. Ти денеска рече, вика, дека сакаш да те возат со полициска кола и вика, се возим, ама да, манифестирав. Ама не бевме уапсени, само да објаснам. Ни правеа услуга, ни ја крена колата паја, која бевме на некоја таму неизгодно ризично место и они викаат ние сме да помогнеме, не сме само да апсиме и не префрлија до дома, многу фини луѓе. Јас имам случај, сега нема да ја дадеме настојање до... Нема проблем, баш сакам да слушам вашите искуства. За тоа манифестирање. Пред скоро време имав некој здравствен проблем кој мислев дека е проблем и точно со таа помисла ојдов кај стручни лица, кој во меѓувреме мислев дека се стручни лица за таа област. И информацијата или диагнозата која ми ја соопштија беше точно со тој интензитет која што јас ја замислив, дека ќе ми биде така соопштена. Сега, по извесен период, сигурно не застанав таму, по извесен период, второ, трето мислење, немаше врска од таа диагноза. Сега би можела и да ги тужам за претрпен страв, сериозно. Меѓутоа, како го манифестирав точно и звукот, така и го чув. А немаше врска, да. А немаше врска. Значи, точно го повикуваш она што го испушташ, го добиваш како бумеранг, се враќа. Тоа е тоа манифестирање, според мене. Да, има доста логика. Сака до кај треба да посакуваш, оти нели кратко изгледа, не знам. Не, точно силно треба да посакуваш и точно треба да имаш прецизно што сакаш. Прецизна цел, значи точно да имаш целта која што ја сакаш. Да не ти лутаат мислите, сакам ова, не. Точно прецизна цел. Јас пак ќе кажам, не сум стручна. Не знам ние дали сме такви личности, да. Точно што имаме цела. Или ти тикна на почетокот мојот за манифестирање. Ја ви реков, јас сум тотален. Не сум оптимист, значи јас сум песимист. Ама посакуваш, ако е. Ја девет на доаѓање у кола наму на кај подкаст и зборуваме за потенцијален дейт и јас не викам леле ќе биде прекрасно, ќе биде супер, ќе биде човекот одличен. Јас сум стил као шо ми треба, ќе биде нешто лошо, супер мирен ми е животот, зашто се замарам да излезам од дома, да упознавам некој. И Андријана ме кара, ми вика, немаш, значи, да, не можеш така. Не можеш така, од кај знаеш, можеш ги испадни. И реков држи приказна. Да. Може би ќе се ја најдеш сродната душа. Ти си оптимист, значи во љубовта? Јас сум оптимист за се во животот. Па и треба така да бидеме, да веруваме, не знам, во љубов, па и во луѓето да веруваме. Зошто да не им дадеш шанса да видиш каков човек е, зошто ако не веруваш, не знам, ке има ли поента нашиот живот, нашите права линија. И трудови за се нешто во животот. Не гледам. Веројатно треба да си оптимист, тоа е правилно, да си мислам дека зависи до која мера ќе се изгориш во животот. Добро, да. На луѓе, зависи колку си изгорен. Јас сум била многу пати изгорена и се уште верувам дека постојат добри луѓе, се уште барам да го најдам на светлото во темното, се уште и во секоја грешка, еве, ќе кажам по мене, јас сметам дека немам непријатели, мислам, јас да сум си створила непријатели, не сум се скарала со никој во животот и со тие што сум била скарана, сум се потрудила да се извинам иако не сум била крива, не сакам да паметниот секогаш попушта, како да, сепак му некојаш и нервно. Верувам дека се со некоја цел. И моментот, дефинитивно. И се е лекција во животот. Да, и верувам и во љубов, што кој од нас не е изгорен, кој не пател и слично, верувам во љубов, верувам дека се уште она што е за мене е тука. Најдоброто се чува за крај. Во љубов си викам, маче спонзор никој со алкохол ако може да влезе во подкастов. Ја ќе искористам оваа прилика. Да замолам некој од винариите што ме гледаат. Нека се јават, ќе се договориме, затоа што ја вакви теми на кафе, пакет вино за почеток. Пакет вино за почеток. Добро. Ќе заврши работа. Не можете за пијаница да почнам да зборам дека си пијаница. Не боим работа. Ама дали верувам во љубов е многу тешко прашање. Не, сериозно, дали ти веруваш во љубов, еве Адријана, кажа верувам. Секако дека верувам. Јас реков дека верувам во многу нешта. Во животот треба да се верува. Ако не им дадеш на луѓето прилика и шанса да ти го покажат нивното право лице, да те уништат.
добро сега, да. Зошто да не верувам? Точно. Верувам во љубовта и ако сум сингл. Let me see how that goes, јавете ми. Нема везе, убаво Ќе е да се најдеме, верува. ќе најдеме, да, да. интересно е дека сите три во просторија сингл, ама Адријана едночерчи Ивана доста веќе со тие теми. Не, стварно, Значи, луѓето ќе помислат дека сме Зошто? очени. Ние уствари не сме очени далеко од очени, пошто имавме Не две-три. сме очени, наскоро ќе сме во Не врска. само тоа, него Не морам да сум во ние врска, не сме среќна очени сум. да најдиме дечко. Јас сакам да го најдам човекот од мојот живот. Да, А да, за било кој во секој момент може било кој да го имаме. Не е тоа поентата. Да, за значи тоа сте јас права. не барам некој за од денес за утре, него барам Така е, некој со кој така ќе е, да. можам да го поминам живот. Не, од идеално друштво е да отвориме таа тема, ама Ајде. некако се погоди у повеќе подкасти или зашто се сингл девојките и дури онака премемуваат, луѓето не разбираат баш како што рече Андријана, не е работа дека ние сега мора некој да најдам или Точно. Јас Далеко, сум не по секоја среќна. цена. Да, со- да. да, јас сум среќна која сум, кај сум и дубава ми е вака у животот. Дури ме плаши на што го зборувам. Да, ама врската треба да ти направи да ти е поубаво. Да. И се додека не го најдам тој момент мине да ми е поубаво од сега што ми е, ја не чувствувам потреба да биде форсирана да сум мора у врска. Да, па не треба да форсираме. Едноставно, мислам дека вистинскиот човек ќе се појави кога тогаш. Може би не е сега време, може би треба и ние да созрееме и ние да ги издефинираме некои работи што всушност сакаме, што всушност бараме. Уствари не ни треба многу да се бара или да И ти таа сега сродна- и она како Јелена ќе рече не треба да бараш ќе дојде. па реално е така. Ќе дојде. Ја не се слагам кога со многу тоа. бараш, Чекам. да, кога многу бараш или кога нешто на сила вака кога веќе кога сум била во врска, тоа го зборам, кога ќе му кажеш на некој вака однесувај се или онака однесувај се, не, ти не треба да му кажеш. Точно. Тоа ако те сака и ако те почитува и ако те цени, тој се ќе направи за тебе. Точно. Тоа е да, тоа е така. Така да ќе дојде. И точно она што Да го веруваш посакуваш, и да имаш Од утре да си се будам на јахтата ќе додадем и ова. да си Слушај оптимист ти за кажам, точно она утрешниот што ден. го посакуваш, точно ќе се случи, само не е моментот, не е дојден моментот. Јас знам и луѓе кои што точно имаат зацртано цели, имам пријателки такви, точно знаат исто како и ти, што секој утро се будиш и сакаш јахта. Точно знаат, мислам, точно имале поставено некоја цел. Каков партнер сакаат да имаат и таков имаат. Леле, само јас немам изгледа. Јас немам цел, јас знам. партнер? Јас Јас некако не лутав, цело време некако лутав, знаеш, сакам да доминира, сакам јас да доминирам, па не, Не сакам. треба он да доминира, јас Да, мислам меѓутоа така. тоа ти зборам. Јас уствари немав поставено цел во животот што уствари јас сакам. Сега имам точна слика за партнерот кој сакам да го имам. Тоа што ти го зборам и тебе. Значи, не знам дали сте ја читале Души близнаци. Не. Јас ја имам, јас имам Јас читано. верувам дека за секој од нас има Душа човек, близнак. да, кој што е Тоа е како близнак, сродна душа. сродна Тоа е душа, како- точно. Втората ти. Ти, втората половина од нас. Точно. Да, Ете така. ја имам читано. Таа И првата книга- приказна е На таа Сум книга плачела. плачела. многу, Значи, многу романтични сме. стварно. Не, Ве гледам за секој Дај нека влезе некоја винарија. Не, мислам сериозно. За мене чисто да умекна малку, дека ја очигледно сум најладна опта. така не си најладна, не дошол моментот. Јас пак Добро. мислам дека не бил моментот или не си била толку спремна. Не, Како- ама за список што рече, јас сум секогаш знаела што сакам, искрено. Меѓутоа, како велат, не можеш да се водиш по тоа ти што си го замислил во глава, затоа што сметката која ќе направиш дома и на пазар не е иста. Така и мојот список ја тоа што ќе го направам у глава, ќе излезе дека не е тоа што ми треба, дека сосема нешто друго ми треба во пракса. А кажи Мене ми, со искуство ми текот се на случило. годините не ти се менуваат, не знам, желбите, некои Не, да е одредени висок и сакам да е критериуми, висок и стандарди. пред 10 години и сега Така? уште, да. Зошто Добро, кај мене се тоа е менуваат и единствено. јас немам онака кој ќе ми кажат каков маж сакаш, не знам каков маж сакаш. Не, Точно. се шегувам, се менува. Стварно не знам Се, како. знам се карактерно Само да е како убав, сакам. згоден. Се менува, не. Се шалам, Таа вика само не. да е убав, згоден, јас викам се карактерно. шалам, не. Ама не, ја и тоа, ја и често сакам да го посочам луѓе кога гледат кога ќе се фатат за нешто, значи овде и на изгледот не шега е се пресуден. кажуваат работи, но Да. тоа не дека јас сега ќе удам, Не. мора он да е висок и тоа ми е, значи, Добро, ама треба да е повисок.
Да. Препорачливо е. Меѓутоа имам една омилена стендап комичарка, многу ми изнасме, само не ме прашувате за име, не ми тикно, вика. И ние сигурно не ја знаеме. Си фати, вика, понизок дичко. И вика, знаете зашо? Вика, затоа што понисок мора да се труди повеќе. Вика, овој високиот мисли дека од тие високи тоа е доволно. Овој има стомачни сикспек, овој начитан, работи. Затоа што вика, он мора да надомести со ништо заради височината. И до никаде, знаеш, онака ми дојде Држи вода. Држи вода, затоа што, како вика, се трудат луѓето повеќе за да надоместат за нешто друго што недостасува. Така да. Јас сметам дека убавината е пролазна. Да, дефинитивно. Јас сметам дека побитен. карактерот, дека она што треба, што не се купува со пари. Љубовта, посветеноста, да. жртвата, Довербата. разбирањето, довербата. Мислам дека тоа ми е пресудно кога се работи за избор на партнер. Да ти кажам, со оглед на нашата работа, пошто ние две делиме иста работа, имаме иста работа, во последно време барам човек кој што ќе ме разбере, Точно. кој што ќе ме подржи во тоа, кој што ќе ме, не знам, ќе со него ќе напредувам едноставно. Да, нема да те влече нас. Да, нема да ме влече Значи, ти назад. Ти чувствуваш дава дека крила. Да. И ти чувствуваш како Адријана во еден момент што рековме нели дека професијата носи притисок за партнер да најдеш. Како секој не? случај. Како не? За жал. Не секој разбира оваа работа. За жал, нашата Јавна професија, професија, јавната да. професија исто и твојата е. Не зборам за пеењето, затоа што сте и Конкретно, двете да. атрактивни, згодни, убави и работата ви е да бидете со луѓе. Партнерот мора да биде многу да поддржува за да разбере Да, дека ти да. мораш да бидеш насмејана и мораш да бидеш средена затоа што тебе тоа ти е работата. Да бидеш со луѓе и да изгледаш убаво и негувано. Во една прилика кажав, мојата работа е не многу поразлична од работа на некој што работи во маркет или во фабрика. Сите работиме со луѓе. Да. Само што мојата професија е јавна и секој има право да знае дел од мојот живот или да дава суд за мојот живот, како јас го живеам или зошто сум направила ова она. Сите работиме со луѓе. Значи, секоја професија е работа со луѓе. Сега, како ја имат замислено, јас исто ќе се поздравам со толку луѓе колку и што некоја касиерка. Точно. Исто ќе разговарам со гостите кои се таа вечер во ресторанот или кај да пеам, како со купувачите во маркет. Тоа не ме прави мене ништо поразлична. Поразлична ме прави само тоа што јас сум таму да ги анимирам практично сите оние кои се Забавувач. дошле. Да. Да. Со тоа и ден денес не можам да сватам што ме прави поразлична и зошто е толку тешко да најдеме, мислам, партнерот да биде со нас во нашата професија. Искрено, јас за ова сум многу време размислувала и до ден денеска немам уште одговор, зошто му е проблем да биде сапортив, да даде поддршка за професијата, јавна професија. зборам. Може би менталитетот ни е таков во Македонија. Еве А конкретно. ти мислиш дека негде надвор е поинаку? Да. Стој не од моја страна нова, затоа што ја викам. Види, јас сега баш скоро слушав некои статистики дека надвор од границите пола од браковите се по договор. Вистина. Да. И то статистички Па каков е тој брак? функционираат за публиката, као јас сум среќна, излегуваат се сликаат, одат дома, секој свој живот има. Ама добро, тоа се Договорени PR бракови. бракови. PR бракови за маркетинг и за сериозни пари. Затоа сакам да кажам, немој да мислиш дека се она што го гледаш на слика е реално. Па добро, да. Ајде да видиме ама- кои ви се green flag, што ги викаат во врска. Значи, она што одма те оттргнува некој човек, да знаеш од старт дека не треба ни шанса да му дадеш, нити ништо да пробуваш со него. А ти си поискусна, кажи ти прва. Не, јас гарантирам дека она мисли од црвени ќе ги направи зелени. Не, чекај да размислам, не ми текнува Она не моментално. губи надеж. Не, јас буквално ти кажувам, во секое лошо барам добро. Иста И сум. можам да дадам, нормално Многу дека шанси. не на секој, ама давам шанса на луѓето да се подобрат или го барам она што го имам замислено. Тоа ми е мене вечит проблем. Што, еве, например, како ред флег, ќе спомнам некој што на почеток врската сака да ја основа врз база на секс. Да, апсолутно Да. се слугувам Значи, служувам со исто. тебе. Прво појавување, не знам како си дозволуваат уствари Точно. таков пристап. Ме разбираш, ако веќе па и да е за тоа, мислам дека е многу ниско. Низок Да, удар. ниски страсти се тоа. Тоа веќе ми е одма ред флек и одма настрана, извини, жал ми е што се запознав. На ова се сложувам со тебе 1000%. Исто и јас. Така.
ај се ќе правам ред грин. Еден ред црвен, еден ред зелено. За грин, начинот на кој те гледа. Значи, прво, ние со нашата професија, со нашата јавна професија мора да бидеме помалку психолози. Малку или малку повеќе. Јас точно знам да го проценам гостинот кој ќе дојде во кафана, како е расположен денес, дали имал проблеми дома, дали е дојден да се испијан или дојден да си направи И како ќе да си помине убаво. Како ќе истера целата вечер. И како ќе си оди, Како да. ќе си оди. Погледаш, не сум го знала. Да, тоа ни е дел од професијата. Значи, Бога ми. сме се изучили и точно знам во погледот на партнерот, дечкото со кој што сум на дејт или како и да знам во кој правец води. Точно можам да му го проценам погледот, што мисли. Ете тоа, и тоа погледот ми е мене грин флег. Маче, ја ќе те зимам со мене на дејтови. Па не е лошо да ти кажам, и јас барам совети од нејза. Ќе брам, извини. Само момент, Види. другарка ми да те види како те поглед. Ај гледа другарка ми малку. Ај погледа другарка. Не знам според мене. Ајде ви давам ваш шанса. Тебе? О, Флеле, знаеш дека никогаш не сум размислувала на ова прашање? Сакаш да ти Што дадам во уште пауза да секунда би то набројувам? тргнало? Ама би ме Ка мислиш? оттргнало... Не знам. Ако не е джентлмен, например. Апсолутно. Апсолутно. Ако те остави да ја платиш ти сметката на првиот дејт. Не, јас за сметката нема проблем. Секогаш јас се бунам. Чекај, јас ќе платам. Чекај, Ете, ќе гледаш? почештам за ова. Гледаш? Не е проблем Убаво зашто се суврат, сметката, гледаш? ама за има некои други манири, работи кои што, например, убаво би ми било да ги поседува. Ајде да не ги спомнам, ќе треба цела емисија да потрае. Не знам, кај мене, ајде, доека уште размислуваш, мене ми е апсолутен ред флек. Сакам да ги посматрам како се однесуваат, пример, према келнер, келнерка, према вработени, дали со која интонација он ќе нарача, како ќе се према вработени, тоа што многу ми кажу каков е како човек. Кога вози у собраќај у коли, ако пцуе се околу него, ако навредува други, ако не застане на пешачки, мене тоа ми покажува дека Ние да не сме такви? Ние сме женски. не знам, јас Ние со сме таков... женски кај нас. Не, ама со таков маш... се важи. Пример, тоа најчесто се случува кога те собере од дома те зема со кола за да одите каде што ќе одите на вечера на пијачки и во текот на тоа возење, како видам дека он не знае ни на пишачки да застане, дека свири, Нема култура, дека сакаш да нема кажеш. основна сообраќајна култура, мене ми кажува дека и како човек нема култура. Ако седнеме таму не знае да рече фала кога му ја донеле пијачката да се заблагодари, да биде фин и културен према вработините, утре другите он ќе се однесува така и спрема мене. Така верувам, затоа што Добро. надмено ако застане мене, тоа ми е многу голем ред флек. Друго ми е комуникацијата, многу се навикнати мажи, тоа веќе ми е слаба точка да не знаат да комуницираат, она топло, ладно, те има, те нема, ја мислам дека леле. Точно. апсолутно не сме Катастрофа. повеќе мали деца, ние да се натегаме кој ќе пише прв порака, Точно. Кој ќе лајкне прв? Точно така. Значи, Не знам, тоа ми е па, како у школа. Не знаат да пишат порака, бре. Ако стаиш стори, тогаш ти пишуваат. Значи, биди маж, дај да комуницираме Не знам, како што Нема треба. сила, нема машкост ли И нешто тоа такво. мене ми е многу голем ред флек. А грин флек ми е со почет да зборува за мајка му, затоа што знам дека како се однесува према мајка му, ќе се однесува и према сопруга утре други ден. Како зборува за бившите девојки, ако паднеме на муавет. Затоа што ти си ја одбрал, никој тебе не ти Да, рекол, шетај ја за рак, маш тоа навредува својата претходна партнерка, каква сака нека биде, за мене е тоа апсолутно ред флек. А ако збори со почитување, тоа ми е убаво, јас знам дека сум на окей, со Да, окей. да, со окей личности. Ама не сум го сретнала тој уште. се убаво. Има се Ти наоѓа. ја вариш јахтата. Јахтата ја и сама ќе ја купам. Само спонзори Па нека кај влезат у Јас мислам дека уште 100 евра ти фалат за јахтата. Кормилото го направивме до сега. На добар пат сме. Капетан најдовме кој да ја вози, за плата преговараме, само На што добар да ја пат доградиме. сме. Јас се сончам напред, договорено. Да. Знаете како, за да бидеме среќни, не треба ни јахти, ни не знам какви вили. Многу Знаеш, малку треба за да бидеш среќен. Знаеш што, последно баш слушнав едно интервју, имаше, вика, подобро да плачам во Ферари него во Фичо, така? Ама пак плачеш. Значи пак не си среќен. Држи вода.
Парите не те прават среќен во никој случај. Апсолутно, значи среќни се малите работи, среќни сум многу кучава да си гледам добри филми, да меѓутоа веќе тоа ми се амбиции. Што сакам во животот? Ја не викам тоа е веќе многу во ред. Таа вила или што да сакам сама да можам да си ја направам и да си манифестирај срце, манифестирај. Утре ќе се будам со Стани на сабајле со кафето. Утре ќе станам облечена у купачи, ќе искочам на балкони кој ќе ме праша некој. Ладно за купачи. Манифестирам се, возам на јахта, оставете ме на мира. Ама точно знаеш како ќе изгледа, така? За јахта да. Имам и слика и видео каква сакам да биде. Ти се за тоа што ми го покаже немаме море. Абе ќе го ископам. Само да најдам јахтата, јас со лопата ќе докопам до дом. Да. Се шегувам. Не, ајде се вратиме назад на темата со манифестирање за дали верувате во манифестирање на идеалниот маж да се појави во животот или ќе го направиш да биде идеалниот маж? Идеално не постои. Да, дефинитивно јас се сложам, идеално не постои и ние никого не треба да правиме. Мислам дека кога ќе го најдеш вистинскиот човек, да кажам вистинскиот партнер, треба заедно да растете. Заедно да се за физички изглед стои на никош. За физички? Да, дали би го коригирала правила или не се мешаш во такви работи. Како што кажа Андријана, јас го делам истото мислење. Физичкиот изглед не секогаш е пресуден за нешто да те привлече кај човек. Види, ако се работи за минимално нешто, пример ми смета тоа што должината на брадата му е повеќе од што мене ми се свиѓа. Јас можам да му го да бидам во комуникација со него, тоа не значи дека тоа него му се допаѓа. Меѓутоа мене не ми се допаѓа, ако ти одговара смени го во тој стил, можеш да промениш нешто на физичкиот изглед. А кога е веќе некој изграден, јас мислам дека изграден човек не можеш да смениш. Карактер не можеш да смениш. Така е, баш сакам да ги срушиме тие табуати. Нели волкот го менува крзното, карактерот не. Тоа мислам дека не е возможно да смениш карактер. Да. Ние можеби можеме да се прилагодиме на некој за да тие мани недостатоци да ги надополниме. Меѓутоа дека некој можеш да го смениш карактерно или комплетно со изглед да го направиш онака, јас сега ќе го направам калапче да ми биде, не можеш. Па и ако го сакаш некој човек, толку ќе го идеализираш на сите можни начини во својата глава да тебе ти се допаѓа онаков каков што е. Како велат, љубовта почнува кога го прифаќаш каков што е човек. Да. Да, ама види многу често се случува ние да ги идеализираме. Значи мене ми се случува на почеток на врска секој е мед и млеко, нели? Добро. И ти ствара една совршена слика во главата како се она што си сакал во животот го имаш, нели? Ти го дава на тацна. Меѓутоа, мене ми се случило тоа да трае кратко. Се додека не се појави она вистинско лице, нели? Додека не те освои, додека не помине некое време. Дали ви игра улога манифестирањето после прекинување на врска? Нека не е манифестирање, но да размислуваш оптимистички или тоа ми е премногу на мене да идеализирам дека толку совршено би можела да помине прекинување на врска. Како ќе седам дома и ќе си викам, окей, сум добра, се ќе биде добра. Не постои совршен крај. Не постои, да. И јас мислам така. Ако си го сакал човекот, мислам дека раскинувањето многу тешко, онака, ќе го пребродиш, да кажам. И ќе те мачи, ќе те боли, ќе потрае, ќе има таков период на... Јас знам по себе, мене ми требало баш доста време да можам да се соочам со фактот дека тој човек не е покрај мене, за да продолжам. И мислам дека е тоа во глобала се случува тогаш кога ја сакаш личноста и кога прекинувањето не е по твоја вина и ти продолжуваш да ја сакаш. А како што има спомнато во еден претходен подкаст, доколку си психички спремен. Зборуваме за врска затоа што бев нападната на многу пати на коментарите што ги читав, сакам да се појаснам дека доколку некоја врска или брак е токсичен, значи раскинувањето се базира на токсична врска, жената се спрема, значи се спрема психички да ја напушти таа врска, значи толерира, трпи, се гази себе си до моментот на пукање. Значи ние сме жените во глобала, мада ова звучи феминистички, бев нападната делумно од мажи, затоа што го зборам дека нема врска, меѓутоа ја стварно мислам дека жените многу повеќе трпат психичко и физичко малтретирање од мажите. Не велам дека нема такви мажи, меѓутоа делумно жените многу повеќе трпиме. И
сметам и дека после тоа раскинување и тој развод или што и да е, мислам дека се уште се трудиме да се вратиме делумно на тоа што го имавме. Да најдеш смисла. Разбирање, да. Што се случило, зошто Да. се случило, како се случило. Не знам мажите дали тоа го прат, мислам дека не, значи, но кога јас сум се фатила себе си по прекинување на врска, анализирам како дошло до тоа, зошто дошло до тоа, чива кривица било, ќе верглам наново и наново што се случило, Да, такви моментот. сме ние жените. А не сум сретнала маж дека така ќе се обседна со раскинувањето и чекај сега ќе враќам. Има. Јас Има. имам другари, да. Да, и тие исто размислуваат, па што би било кога би било, се навраќаат на некои работи, па си бараат грешка кај нив. Има, ама поретки се мислам дека ние. Значи, жените сме. јас не зборувам со факти, него тврдам ова што го зборам. Сум слушала статистика на психолози, на луѓе кои се стручни на таа тема, дека жените многу повеќе се, како да кажам, психички спремни на моментот. Мажите делумно знаат што се случува од кога ќе заврши. Тогаш стануваат свесни за се. Жените, кога веќе заврши, е завршен чин. Имав многу периоди, едно време дури сакав книга на таа тематика да напишам, како да полесно да поменеш раскинувањето, или секој бара начин како да се врати во нормала, Да, во побрзо, нормала. да е по-безболно по се. И во тоа време, кога поминував многу лошо раскинување, во исто време се погодува од учени домакинки Ева Лонгорија, глумицата што е спанката, она е во врска со Тони Паркер, познат кошаркар во тоа време, прекрасен брак и ја изневерува и раскинуваат. И женава има интервју, прашуваат као нели си исплашена сега после толку време со еден човек, си тоа дека сега си сама, дека си сингл, како ќе продолжиш. И до ден денеска како мантра си ја користам реченицата кога ќе дојде момент до прекинување на врска. Она вика, исплашена сум, меѓутоа уште повеќе сум возбудена од магијата на првиот бакнеш, првиот состанок, затоа што вика, размисли само колку е убав тој момент за прв пат кога ќе се бакнеш со некој. И постоја не се повторува веќе, тоа е само првиот пат. Да. И ако имаш среќа ќе ти се случи само еднаш и таа личност ќе остане со тебе за секогаш. Ама сега веќе ова кога се случило, барем гледај на светлата страна, барем ќе имаш втора, трета шанса да ја почувствуваш таа магија на прв бакнеш со некој, на прво излегување, вика, сето тоа е возбудливо, сето тоа е интересно, сето си викам, знаеш колку убаво дава надеж, па да, Точно, дава добра надеж. идеја. Дефинитивно, Да. да. И тоа ме беше до ден денеска и уште ми е како мантра, кога ќе поминувам низ период, се викам, добро, барем ќе имам среќа, уште еднаш да го искусам тоа. Да доживеам Затоа што уште мене ми нема еднаш побав так моментот, нешто. кога треба да се бакнете за прв пат. И како ќе се Да, случи тој возбудата и момент. сето тоа, да. Дефинитивно. Така да, ако некој ме праша за раскинување, тој ми е советот. Натаму да се фокусираш. Видиш, јас мислам дека во тој момент не размислувам на првиот бакнеш, него си страдам и тешко Бога ми, ми да. е. Треба време за да излезеш, да кажем, од таа си состојба, моментална, таква тешка, болна, па после да размислуваш и на друг човек, а не па после Не, пак на апсолутно. прв бакнеш. И мислам дека треба да се фокусираме на други работи. Значи, во тој момент јас сум имала ситуација кога сум раскинала врска, знам дека кога и да се фокусирав на други работи, дали на работа, дали на нешто планирање на иднина, на снимање нови песни, во тој момент мислам дека делумно Си окей. да, сум окей. Имам добри моменти, сакам да кажам. Имам добри моменти за разлика од тоа што можам да се затворам дома и да плачам или да тагувам по изгубеното, по тоа што сум замислила дека сум го изгубила. Значи, треба да се вметне новост во животот, нешто ново, не зборам за партнер. Во прво време секако дека на никој не ни треба партнер, додека не се ослободиме од она што го имаме и како чувства, и како емоција, и како енергија, дури не се ослободиме, мислам дека не треба да влезиме Да, во нова врска. Во нова врска, да. Меѓутоа мислам дека фокусирањето на нешто ново може многу побрзо да преболиме она што, еве конкретно сега за врската зборуваме, можеме да ја преболиме врската многу побрзо него да седиме да чекаме само од себе да помине. Дефинитивно и јас да кажам така правам. Јас никогаш не сакам да бидам сама. Да, Ти тоа ме го знаеш. имам забележано, да. Секогаш сакам да луѓе бидам да има околу со тебе, луѓе, да, секогаш. на нови места да бидам, да запознавам нови луѓе, некако енергии нови.
не сакам да бидам сама. Тоа ми се случи од кога почина мојот татко. И некако постојано барав да има некој околу мене и до ден денес така функционирам. Бидејќи сама живеам, па Тоа ти е да. ескейпот на тебе, комфортна зона или оно комфортно кебенце што го викаат. Да имаш околу тебе луѓе Да. да се чувствуваш безбедно и Некако мирно. така, да. Јас Сакам сум па да на пример имам. обратно, јас па не сакам луѓе. Мене па комфортна зоната ми е да немам луѓе околу мене. Јас мене дури погрешно ме сваќаат кога го кажам тоа, ми дека јас сакам сама да устанам и да умрам Така сама е, и да. дека не сакам ја луѓе или другарики не си ги сакам, ама едноставно ми е многу поубаво ако тоа е на 5 дена да сум сама, да нема човек околу мене. Ај, во ред. не. 5 дена ке полудам. И 2 дена можам да се мешам со луѓе, ама тоа ми е максимумот. Не, јас Лично за мене. исто и јас сакам да сум сама во такви моменти, меѓутоа сметам дека е тоа сосем погрешно. А имам слушно да, например, има луѓе кои се фокусирани многу на работа, врку холизамот, со кај работа. Обично тоа е најсилниот дефанзивен механизам на телото, за да не ги процесира негативните емоции од што и да се случило, дали било раскинување, губиток на близок човек, било што негативно што се случило, има луѓе кои ќе се фокусираат само на работа, затоа што мозокот тебе кога ти работиш, знаете и по себе со нешто кога се запатени, на друго. не фокусира она што треба да го процесира. И сега, иако е тоа убаво, ќе ти донесе успех, ќе те испуни на професионално поле, па е лошо за емоционалната состојба на човекот и ти не ги процесираш тие емоции. И ги потискаш Да, и емоциите. ги потискаш и после уште потешко е. Па не знам дали е потешко, ќе меѓутоа пукне јас кога мислам дека тогаш. стануваш имун веќе. Ако веќе не си раскрстил со нешто што било и го потиснеш кога тогаш ќе избие, нели? И стануваш имун во секој случај. Јас често пати знам да кажам, мислам дека веќе не само што ми е страв да се заљубам, него мислам дека не можам да се заљубам. Можам да така, сакам. Немој така. Стојне, јас имам Можам да помислено таа- сакам. Значи таа јас можам реченица. да сакам од дното на Ќе поремети душата. ме стојне со Леле. Не види, јас можам Да си одам, да може? сакам човек од дното на душата. Меѓутоа, Викам, ајде поискусни знаат. од искуство зборам дека мене ми е страв да се заљубам. А можам да те сакам од дното на душата. Исто, мача. Скроз исто знам како се чувствуваш. Значи, затоа и веројатно свесно не сакам да излезам да запознавам некој, за да не се Се заљубам плашам од да јас. се заљубам од ти, знам дека, мислам, не мора да значи, знам. Се е индивидуално, секој човек, секоја личност си е индивидуа сама Да, по себе, не да. значи дека претходниот ќе биде ист како наредниот. Ама имаш страв. Ама имам И затоа страв. не си Никогаш даваш не прилика. Не Да. се фатила ти е страв од такво нешто? Дека и там ќе се заљубиш, па не знам, може пак да те повреди, па не Не. знам целото да го поминеш. Не. Зошто? Зошто да ми е страв? Не, ние треба да учиме. Си била повредена досега? Па може би не толку многу. Тоа сакам За да тоа кажам. може би така размислувам, Држи да. вода. Да. И некако може би ако некој ме повредил така, може би јас нема да Така. верувам и нема како да кажам, нема да им давам шанса на луѓето, ама не сум до толку. А не сум ни повредувала многу малку. Јас имам вата на себе се дури како саботирам нешто добро намерно, со цел за да не дојдам до она нели треба период дека се заљубиш, ја ќе почнам сама да саботирам за да не стигнам до тоа и после не беше пишано да функционираме, разбираш? Што не велам дека е здраво, не е хелти, не е добро да го правиш, меѓутоа од друга страна можеме да разберам дека толку сум била повредена што сега сама се саботирам. На мене другарите ме саботираат. Објасни. Сега во последно време нешто зборавме со една другарка и исто и претходно имав една ситуација каде што другар не знам, некој дечко му кажал, многу ми се допаѓа Стојне и така натаму и другарка вика, леле, па знаеш ли на мене колку ме прашале за тебе? И не може се нези, извини, ти не си незино ниво. Викам, зошто ме саботираш? Вие другарите ме саботирате. Да си го најдам вистинскиот човек. Абе, не зафракавај. Добра, ај сега ќе го викнеме, ќе пиеме кафе или нешто. Они всушност сакале да те одбранат, меѓутоа те разбирам Да, ама од каде знаат тие дали, нели? Точно. Нема да ни се поклопат енергиите. ништо, значи до другарите на Стојне. Поздрав до другарите. Поздрав на до Стојне. другарите да не се расправам. Гледаш моите И подругари, другарката. моите подругари па не се такви, па ја треба гледаш до тоа да речам фала. Они се нема врска Ивана што нема едно око со тоа другото, само тебе ќе те гледа. Земи го.
Нисам кој има полоши другари у ситуација. Не, моите се добронамерни. Си ги сакам Моите се најмногу на цел добронамерни, свет. да. Многу ми е мило кога ќе рече вака девојка другари дека има. Сега тоа е друга тема, не влагува, што го правиме муавет, ама тоа сега кажам, машко женско другарство колку што може да биде искрено и убаво и Да, вистинско. корисно и за двете страни, за психолошко, емотивно добро да се чувствува, што е чудо. Да. Па гледаш и разговорите Дефинитивно. како ни одат кога имаме машки гостин, мислењата на машките, знае точно да ти даде совет како машко размислува. Исто јас имам еден другар кој 24/7 сме во комуникација, тој не го знае него. Да. Толку знае точно да ти каже немој сега пример ќе земаме еден. Леле сакам да му се јавам. Немој сега остај некој време ќе видиш Да, дека ќе ти да, се да, јави. Точно ќе ти се јави, точно знае кога, Епа. што, како. Па Точно знаат како функционираат мажите. Да. Јас дури имам другар кој што пред време ми кажа што ќе ми пише дечкото. Да ми го позаемиш и тој другар. Да, и секогаш го прашувам за совет. Секогаш го прашувам за совет. Чекај, ќе видиш сега дека тоа и тоа ќе ти врати. И вистината. Да. И сакам да ги прашувам. Немам многу машки другари, да кажам, двајца се. Повеќе другарки имам, ама машките знаат понака реално да ја согледаат ситуацијата. Да. Од машка страна. Од машка страна, од машка перспектива, да. И они се многу Ги гледаат нештата. по-логични никако. Ние сме... Абе, пореални се. дури по-реални ќе те се. здоболи, ама ќе ти каже како што е. А сега? Дури ако те боли, ама. саботира. Ама Дури ако те каже. саботира. Да, можда за твое добро те саботира. Најголем ред флик ми е тоа кај машко кој ќе рече не верувам у девојка што има машки другари, мора нешто да се случува, не си ми безбедна со нив, исто и тоа би секогаш ми било не сакам со таква личност да имам ништо. Лично што не верувам машко-женско другарство, не сакам ништо со таква личност заради тоа што он веројатно не зна да биде другар. Он е тој што и се пуштил на секоја негова другарка и затоа се на мене тоа ми го зборува како не постои другарство. Не, значи проблемот у тебе, ти си пробал се што е женско да однесеш у кревет. Не верувам дека е тоа така. Може би стварно не верувам, ама не значи дека тој пробал дека бил во таква ситуација. Да, не мора Може да би знаеш. стварно, Која друга ама- причина не би верувал дека не постои машко-женско другарство? Тоа не мора да значи дека тој не пробал, може би девојките кои му биле другарки пробале, а тој не сакал. Од кај знаеш ти Многу ми е каква е? чудно машко ќе среднам кога рече немам ја другарки. Не знам, чудно ми е. Јас не Како може да немаш барем една другарка? Или пак бившите му се другарки имам обично. Па и како? Како и да е ред флек. Не е проблем. Не, ама се сидам вака и си викам, како бе вака паметни, убави, дури сама ќе се пофалам себе и све сингл. Пак ќе кажам, Ре. се во свое време. Да. Да. Тоа Ништо душите на близнаци сила, некаде ништо. лутаат во вселената, не. И оние што многу ни водат гајле на коментари да им кажеме, не бараме, значи, не Не. го зборуваме на оваа тема. Има уште еден проблем кај нас жените, кој што сум го согледав некако, да кажам, годиниве уназад. Ние жените сакаме многу работите да ги контролираме. Не му се препуштаме на мажот. Затоа што не е доволно маж. Ако е доволно маж, Па да видиш треба да како го ќе се оставиме да препуштиш. видиме дали ќе... Тоа го имаме биде. разговарано Да. во еден подкаст. Ако му е Така, енергијата, мислам рекол Дека сме ние тогаш имаме, таква. да, ние пошто сме научени да се бориме сами за себе, бе, ние трите конкретно сме дошле во Скопје да живееме и се што сме стекнале сами, нели? Да. Без помош, ничија помош, се што сме Освен направиле, на сме направиле сами. Семејството. И фактички ние знаеме како цврсто да стоиме на земја. Да. И ние сме се поставиле како маж во нашиот живот. Сега секој нешто ќе влезе во нашиот живот, ние прво му ја покажуваме нашата машка страна, као јас можам, јас ова го можам, јас можам да заштрафам, не ми требаш ти. Не, ништо не можам јас. Абе, Стварно? ништо не можам. Не, јас сакам да им дадам тие да бидат мажи. Значи, да се гледаш, и покажа. тоа не функционира и наша, ама не функционира. Абе, Шо зашто така функционира? биде ги? Зашто не функционира? Па чекај сега мал период, така сами сме. Ќе Види, јас сакам. Наскоро. Не, ама нешто таа во чистота блиска на иднина. позитивно што има она, толку е освежувачка во моментов, така ми е убаво. Значи, ја имав ситуација, другарка само што раскинува врска и на свадба бив ми дојде сидно до мене, ти ми требаш. Кога викам зашто ти требам? Ти си толку среќна сингл, знаеш кога малку ме прифрлиш. И као што е тајната на сингл, викам, кога ќе бидеш од толку лоша врска, Аха. што ќе го исцедиш животот од тебе. Толку токсична врска, ти не да ќе бидеш среќна после кога си сам. Па,
Да. Тебе не е да ќе ти биде убаво, викам. Значи не е дека јас сакам да сум сама или дека сум среќна сама што сум, него толку сум била нашла некоја негативна страна од таа врска, што сега ти онака мир имам у животот. Да, ма кажавме, многу е лошо кога ќе се навикнеш на тој мир. Апсолутно заслужувам. Да. Ништо бе ќе ви се ставам сега на одмор, на одмор и јас со вас. Па нормално. Да пријавивме дека подкастов ќе оди на пауза или не? Не. Нема да оди на пауза, ние ќе се снимиме уште некоја емисија, нема проблем. Која веќе настојна ни е гостинка, само морам да испочитувам ја водителката. Ти нема водителка. Чекај сега. Многу работи Морам да научи прашам, вечерва, морам вака да... А кога ќе доаѓа Јавно да новиот кажам. спот, знам дека има нешто ново во работа и заради тоа. Има доста нови работи, а во едниот спотот за на две страни, и Андријана се појавува во улога на глумица. На актер. Само мене не ме викнав тебе. Па не ни требаше сега. Па немаше трета личност во Ќе го држам приказна, светлото да. јас. Нареден пат. Ке ти имаме во предвид, не се ке. Да. Сакам да дојдам. Значи тоа е новиот спот и новата песна што излегува. Да, новата песна и спот на две страни, една балада. Има интересна приказна и се надевам дека ќе им Првиот се пат допадне. кога ја чув јас таа песна, Плачеше. се враќавме. Бевме некаде Куманово, поиманем кај Да. една колешка наша на музика. И на враќање кажува да ја чуеш новата песна. Не сум плачела цел пат. А ти ми спомна дека имаш песни што можеш некако да ги поистоветуваш со Да. персонално искуство. Да, си имам. И кај тебе е истото? Па имам и јас песни. Да. Ама за убави љубави се. Затоа јас сум вака позитивна. Таа е позитивна многу, гледам мислам, на таа е работа. релативно од мене помлада 12 Да. години. Тој на И која затоа јас генерација денес си дојдов на подкаст да научам многу нови работи и да не зборам многу. И да не... Ама вие многу песимисти. А која Не, генерација си далеко од стојна ако не е Се шалам, тајна? Се шалам. Која Не генерација се се ако не е тајно, ти ја нисум во 94-та. Добро бе, тука никаде со нас 29 шо години. истото е шо. Да. Доаѓа тројката, ќе почнам да ја боли половината и ние. Мислат близко сме. Ама шо? вежба. Нема да ја боли ништо. Ама ќе почнеме ние да вежбаме. Еве пак ја Чекај, искористам сега се приликата, вратам. ако некоја теретана сака да влезе во подкаст да ги рекламираме, не добивате и подкастов и мене и Андријана и стои сите у Во теретана. пакет. Да. Ки има справите таму да ги извиткаме. Не се плаши де. Не знам, јас на трака ќе трчам, вие биткајте се. Добро. Нема. Ке треба да се спремаме за летото. Треба од тимот. Колку имаш проблем песните да се поврзани со твоја лично искуство? Дали имам И ти проблем? колку имаш проблем или некој бивши колку би имал проблем да се чуе твоја песна? Или моментален партнер? Па моменталните сигурно сакаат да се слушнат. Така? Во песната, да. Секогаш ти били убави приказни, а за бившиот, не знам, треба него да го прашам, мене не ми е проблем. Ама ретки се тие песни каде што се зборува за некоја моја лично искуство. Барем кај мене. Не знам кај тебе. Немам ни Чекам да Меѓутоа кажеш. се пронаѓам некако во последните песни, пошто текстописец ми е колегата со кој соработувам и точно знае што ми се дешава во животот. А си добила некојаш порака од некој партнер, дали моментален и порача кој смил зашо пееш за мене? Да, ова е за мене. Да. Песната ти е за мене, да, за тебе. Она нема врска, ама ајде нека биде. Не, не, Ај се, преки. Точно се знае. Точно се знае. Меѓутоа ретко која песна ни е автобиографска, да се разбереме, пееме комерцијала за сечи, вкус, секој може да се пронајде во песните, сем во кеш. Зашо, ма баш таа е многу reliable. Добро, да, ама таа песна е спорна и никој од нас не сакаме да имаме пари во животот и никој не Се сака... сме поштени, не ќе пари, шо ти е на тебе. Така да нема Супер се, везе. секоја песна си има публика. Така, за и секоја песна има публика. Од секој текст, да кажам, е секојдневие. Се зборува за нашето секојдневие, за вистински некои приказни. Кој ќе се Горе-доле. пронајде се... Гледаш, тој не уште помалку време си во музиката, колку Па години да. имаш направено во музиката? Па во веќе? музиката сигурно веќе 2-13.
Па не се тоа воопшто малци. Па не се малци, А да. гледаш, ми изгледа како не ја погодува многу негативни коментари. Па не што го треба да ме зборуваме погодува, цело време. зошто да ме погодува? Секој си има право на мислење, ама ние сме јавни личности и мора со тие коментари да знаеме да се носиме. Порано ме погодувало, знае Андријана, ама што да правам тоа? Се само коментари. Види, дали знаеш што сватив? Последно време некако имам друг мајндсет. Па и треба. Да, и сватив дека тие коментари не ме осликуваат мене. Не ме одликуваат мене и не зборуваат за мене. Зборуваат за тие што ги пишуваат тие коментари. Апсолутно. Точно и така да мислам дека е редно време да се откажам од патењето и Ти реков. тешењето на себе си, така да слободно пишувајте. Само немојте лошо. Само немојте лошо, да. Ама и И ве мола мене веќе дебела нема пред да ми се угочи ракава, што ми река вака тука да ја подпира. Ама ти пак ја подпираш вака. Ама чекај, да Теретана му е ама чекај, мајката. како беше? Некако ми реков да не правам притисок за да не се шири, така. Па така е, вака да не се укочиш, Види како а вака седам. треба да седам. Види како седам лабаво. Ве молам, че стварно не можам да седам ко човек, не знам. А и ќе Нема се веќе. навратам на тие негативни коментари. Кога човек ќе не запознае лично, да кажам одблиску, јас сум имала такви многу ситуации, доаѓаат на мој настап и ме запознаваат, ме слушаат цела вечер, нели? И доаѓаат на крај и ми велат, ние сега имаме сосема друго мислење за тебе. Мислевме дека си препотентна, дека арогантна си, ваква си, таква си. Толку си нормална, толку си, нели? Како секој нормален човек Точно. се однесуваш. И нема потреба зошто да бидам поразлична. Така Ама, да, И не можеш ти сега да бидеш фина 24 часа. нормално. Не може и тебе никош денот да не ти е погоден. Или може има, јас имам resting bitch face. 80% од времето ми на фацата ми е као а стварно сум До срцка. 12 се мразнам. Леле, сега јас после пак 12 и кога си- се карам, не знам да направам, да кажам лоша фаца. Јас па така сум со таа Ајде, фаца лоша сум фаца и мама родена. вика, смешна си кога се караш. Не знаеш и да се караш, никој не ти верува. Дека сега си налутена, Да, викам, да се караш. мамбре. Можам, значи, малце лоша сакам да јас бидам. пока Адријана да застанам и она да има направено ништо, ќе мислат сите дека јас имам направено, затоа што таа ми е фацата, ме разуна се очи вака ќе погледне, никој не она крива ништо кој Ивана. Да, да. Ние со големите очи. Да, не дека и мојве се мали, ама такви се као што ти има сгрешено, не. Не, нема врска. Имаш преубави очи инако. Не работат, фала. Како не работи? Не работат Научари, диоптери, имам научен. Значи сега знаеш како ве гледам. Ни 5 дни сте, никако не сте. Добре. А многу сте убави. Фала. Се напи нешто? Пиеше пред да дојде? Не уште чекам. Што Кога- ќе пие, нема- Поубава, некако не фаќа. Кога имаш диоптрија и не ги носиш на очарите, се ти е матно и баш гледаш како кога пиеш. Ја многу заштедувам на тоа. Нема потреба. На втора чаша јас сум само тргам на Па очарите. истото прави го и на дејт. Тогаш знаеш како беше еден дечка вака излизана. Одалеку го гледам, му се смешкам, а другарка ми ме шиба вака со лакт, ми вика коајкула, вика со забини устана, шо ти е, вика на тебе, и никам дебе баш е симпатичен, знаеш, ама мене одалеку линиите, оноа цилиндри што имам вака, ми се искоси и го направија Бред Пит. И сега дечко доаѓа на кај мене и веќе као поволика се прижа се избиструва ликов, ме разбираш. И мене веќе ми е апсолутно свесно дека јас кога не ги носам очилата, све ми е убаво. Леле. И кафрам, леле се препознав грешка, не знаеш, Не ти се мислев смеев дека тебе. не се смеев тебе, мислев дека те знам. Не е убаво, стои на мака мача. Да се вратиме на темата манифестација. Ајде. Ајде. Кажете ми сега како да влеземе ние во тој свет да манифестираме вистинска љубов. Има Ако знаеш, ме не може Ништо по сами да TikTok видиш. почна да ми Спелс имало. по TikTok почна да ми излагува такви видеа, се викам боже, што сум гледал. Како алгоритмот го фати ова. Не знам на лукче да му го напишеш името и стаклена вазна да го фрлиш лукчето, да го посипеш со шеќер и он ќе те сакал. И секој беше окей, него немам стаклена вазна дома. Леле, глупости се тоа. Ич не верувам. Не знам. Не верувам, јас не реков, само кажав дека ми излива такви Аха, некои видеа и бев на TikTok? запрепастена, да, и бев запрепастена, некам
Значи, Што све нема да измислат. единствено нешто што ќе практикувам од манифестација е омилена ни е таа подкастерка, една девојка која зборува на врски, на љубов и баш она кажуваше во едно интервју, ако ти не манифестираш дека има добри мажи, нормално е дека ќе привлекуваш само лоши мажи. Да. Тоа што го мислиш и чувствуваш, тоа го привлекуваш, законот на law of attraction, значи така кажуваш, тоа посакуваш, тоа ќе добиеш. Така да сега од утре тоа ќе го практикувам. Баш и тоа така беше, значи зборуваат двете, а му викам само лоши мажи ми доаѓаат. Видиш, вика, ти веќе тоа го привлекуваш, ти тоа го бараш. Да. Тоа што Тоа го има зборуваш, вистина, да. тоа што го зборуваш, тоа го привлекуваш. Тоа е факт. А инаку баш состојна сум на тој дел за манифестирањето, дека не е само да седиш и да посакуваш, но мораш да Треба да станеш се и да потрудиш, да се малце. запотиш. Никој малку дома и не ти поработиш. доаѓа и ти чука на врата и вика, јас сум тој вистинскиот. Јас во животот точно ми се случија работите кои што ги имав замислено. Не знам дали е тоа манифестација, дали е начин на манифестирање. Меѓутоа, се она што имав замислено да постигнам, јас дури си имав поставено цел оваа година го правам тоа, до крајот на годината ова треба да го направам, до крајот на оваа година, верувајте ми дека се ми се случило. И се до крајот на годината, значи, не знам дали нешто играло тука некаква улога, меѓутоа јас стварно вистински сум го посакувала. Веќе сум го замислила остварено нештото. Сега имам уште едно нешто кое не, уствари две. Уште две работи кои не ми се остварени од тие мои манифестации. Дај Боже да ти се остави. Кои толку многу ги Наскоро. посакувам, да, ќе одам на Бали. Ето е лесно, имам Бали од дворот, ќе ги Не, ставим. јас можам да одам, ама не е дојден моментот. Не е дојден моментот, а стварно го посакувам. Значи, единствена дестинација која ми беше замислена, која сакам да ја посетам е Бали. Сегде бев, Бали не сум отишла. А имав кажано дека јас кога ќе одам во Бали знам дека ќе сретнам љубовта на мојот живот. Маче. Да дојдем и јас да сретнеме заедно. Ајде да повториме пак. Ако има некоја туристичка агенција, така, јас и ќе се соберам што ни треба. Ајде. Што ми Повтори. треба друго по дома? Повтори полека почнувам. Ова ме интересира. За алкохол ме Не, интересира. значи ова е веќе сериозно, значи отворен е подкастот за идни спонзори и оние луѓе кои сакаат да соработуваат со нас. По високо на приоритетната листа ни дека ќе ги одбиеме, ни се теретана, винотека и туристичка агенција. Туристичка агенција, теретана и винотека после може. Мача ни треба и теретана, значи на таа на Мача Бали ни не се треба, оди. јас Стои не некој ќе се спремам. соблече у купач и ти кажеш ќе се соблечеш, ја кај ќе се кријам. Супер си ти. Ти со Инаку твоите да ви комплекси. кажам, знаете колку поубава е во живо? Много. Ти со твоите И комплекси. позгодна. И подслаба. Не, сериозно, не зезај. Значи камерата кажавме дека не наддава, дека не се базираме на коментарите дефинитивно. Само кај мене не наддава. Не знам. Па ти си многу слаба и во на Сите ми камера велат, изгледаш како нормално. Бато ни ме брани излезе ова. Не е слаба. Мене ми е- Преубави сте и двете, Мене ми е трите. баш скоцкана како што треба да изгледа. Баш ми е Ситна фигура директна. како што треба да изгледа. Јас кај што малку ќе почнам да се сложам дека на убавите девојки навистина им ја потешко да си најдат партнер. Не на убавите. Јас мислам дека ние сме многу пребирливи. Па не сум бе многу прибирлива. Барем јас така мислам сега, не знам другите. Мислам дека дали ние дека имаме и таква професија, па некако многу потешко мажите ни приоѓаат. Дали немаат храброст, дали нешто друго, не знам. Дали се плашат од успешни жени или Многу пати го кажувам тоа. Не знам. Имам другар што имаше правило дека не пишува на девојка што ја следат на Инстаграм повеќе од 3000 луѓе. Затоа што он верува дека ако има над 3000 луѓе, она има 300 пораки на секој саат. Ја апсолутно тврдам дека не е така и да имаш пораки ништо од тоа не е ништо интересно и ако он е не ми квалитетен. враќам, ниту ги гледам. Ама не, ако Голем пише дел од- нешто убаво, занимлив разговор, ако изгледа нормално, зашто да не ќе вратиш, ќе пишеш. Некогаш мажите треба да разберат дека таквите девојки, они што мислат дека му е недопирлива и дека нема да му врати, со всушност најфините и најпристапни да ти направи муабет, не мора одма кој романтичен партнер, како другарка, тоа е нов контакт, луѓе сме. Дефинитивно. Ама сега тоа не можам да го објаснам и тоа си останува секој човек сам за себе. И така треба и да остане. Али- Немаат храброст да пишат, тогаш така и Ама треба да врзано остане. на тема со манифестација, баба ми секогаш го викаше тоа, као кај сакаш сокреса, тоа што ти е судбина, што е наменето за тебе, сакаш сокреса, не излегој од дома, ќе те најде. Буквално Тоа е ќе те така. најде.
Тоа не е манифестација, тоа е судбина. Судбина, да. Па спаѓа и тоа во манифестацијата, значи, не знам. Па види, не секој си посакува, мислам, она што ќе ти се случи во животот не значи дека ти си го посакувал да ти се случи. Значи тоа ти е судбина, тоа ти е. Имаш и на подсвесно и на несвесно ниво. Ножички ни прават од продукција, шујка да сечеме косиш. Не се давам. Стојне, остана ли нешто што сакаш да споделиш со слушателите, дали на тема, дали нешто што те инспирираше меѓу зборови? Па, не знам што друго да Подкаст, да отвори кажам. си душа, кажи. Баш ми беше забавно, баш ми беше интересно, повеќе да кажам, ве слушав отколку што зборев. И затоа и дојдов, реков преска Да не спомна. слуша дури. Да. Па си реков ќе отидам на подкаст со две мои повозрастни, едната колешка, другата пак личност од која што има јавна Писател сум, професија. Стојне, писател. Добро, не е битно. Водител, да, писател. и Не сакам се да упознам, слушам чекај, нивни нешто може. размислувања на темата за која што ќе ја збориме. А бидејќи темата е сега тема со која што јас сум преоптеретена периодов. Ама убаво што Сакам да објасни научам да не нешто. не напаѓаат у коментари дека не сме ти дале да збориш. Не е точно. Она не ќе да збори, сака да не слуша. Да, Да, водителката ќе денес треба правиме. да ја слушаш. Ќе правиме Реков, јас уште веќе подкаст. толку нема да зборува. Вака, јас сакам да кажам, мажите да соберат повеќе храброст. Значи, ние не сме луѓе кои што сме поразлични од другите. Да, апсолутно. Ние сме толку многу нормални, јас ти, жените во глобала, затоа што не само ние, него генерално има некој проблем. Мажите се плашат да приоѓаат, жените не може да најдат партнер. Генерално има некој проблем тука, до кој не знам, не сум ни стручна на тоа поле да знам. Меѓутоа, малку полабаво на тој поглед. Посакувајте само добро. Јас знам во мојата работа, сега ќе се извинам на режија, морам да го да го кажам уште ова. Не само во мојата работа, генерално на луѓето. На никој не сум посакала лошо. Да. Сега, мојата работа ја работам некои си 20 години, 15 години, ќе кажам професионално, сум на естрада. За во оваа професија да обстанеш, да успееш, да направиш нешто, И да траеш. Да, некои колеги газат преку лешеви. Да. Мене никогаш не сум, пак ја напоменам, никогаш не сум се скарала со никој, не сум се замерила, немам колега со кој сум се скарала. Значи не сум имала лоши моменти и се ми било дадено онака како што сум давала. Значи секогаш сум го давала максимумот од себе, сум давала најпозитивната енергија, со луѓето сум била отворена комплетно, значи никогаш со зла намера, не сум направила ништо. Во рете, ако не знам дека сум направила нешто, ќе се извинам и на тие, значи без некоја лоша намера. Меѓутоа, колку повеќе даваш добро, толку повеќе ти се враќа. Сакам да ја спомнам мојата работа, затоа што јас не сум се трудила, не сум газела, а ми било дадено онолку колку што сум давала. И рака што дава не се суши. Тоа е точно. И па девојки, фала ви. Фала ви на вас. Прекрасни бевте, навистина имав научив многу убави работи вечерва. Се И надеваме. споделив. Види, ние, уште ова ќе го кажам, не Ти критикуваат. од предходниот подкаст сега да се дозбориш. Да, во претходниот подкаст беше водителка. Па Јас добро го- сега, да. Не, нема везе. Ама не, има такви денови кога не ти се збори, па оставаш на другиот така. Не, нема проблем. врска. Сега ми го зедем за муаветот. сабскрајбот на крајот, извини. Subscribe пред да Тоа на завршиме. крајот, пред да завршиме. Да. Сега не знам што сакав да кажам, види ми пресече. Водителката не упадај ми уриеш. Пак ќе бидам ја лошата. Пак ќе Ништо бидам за- некултурна ова влага збори. Па дај кажи нешто за да завршиш. Кажи за да заврши се веќе кога почна Стојна рече дека многу работи научила од нас. Не чула од различна перспектива, ти како сакаш да завршиш? Ви благодарам на вниманието. Ивана, ќе тоа да Ја ќе си удам од студио, фала Стојна. Ако ме нема на следниот подкаст. Бај ќе се вратам, јас ќе кажам ви благодарам, па Не ти го сечат ни ова и ова ќе уди така. Не пака ни прат. Ќе кажеш ништо или да си удиме оти? Мислам да се одјавиме она со што треба да прават гледачите. ај вака. И ќе кажам уште ова.
Значи, мене ми е многу жал на коментарите кои ги читам. Има луѓе, ти не си таква како што се представаш, ти го правиш ова да се допаднеш на луѓето. Мене ми е многу жал што не ги исполнувам критериумите. точно. И не сум онаква како што тие ме замислиле. Јас сум ова, јас сум реална, јас го зборувам она што го мислам и она што сум. Немам пред кој да се нити правдам, нити докажувам, нити покажувам. Нели тука сме за луѓето да не запознаат, уствари да не запознаат нас и да тргнат таа визија која имаат направено, и ми е многу жал што не се совпаѓа со она што го замислиле за нас. Да, и никој не треба да суди. Само еден суди. Сите сме Така ние. се слагам. Ова е да имаме Да. искрен муабет и пред се на нас да ни е убаво и пријатно во студија кој што ни беше денеска. Сега јас ќе одјавам, ама она што треба нашите гледачи да го знаат е мача Subscribe. subscribe на нашиот канал за se.mk и нормално ако сте за соработка ќе кажам уште еднаш. Винари, теретани. Да, винари, теретани, туристички агенции, чорапари. Што друго ми фали по дома? Машината за перење ми се расипа. За мебел, за тепис. Бела техника. Ајде, тоа е, фала ви, Слободно, девојки. фала, се гледаме.